Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за следните 60 на минути. Цената на лебот во Македонија ја стигна таа во Грција. Огревното дрво поскапо за 20%. 500 бездомни куќиња шетаат по Тетово. Конституиран новиот совет на општина Тетово. Дополнително треба да се издвојат средства за превод на седниците на македонски јазик. А на самиот почеток да го чуеме обраќањето на протоиерей Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух. Амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, пошто еве утре го празнуваме големиот празник на отсекувањето на главата на светиот Јован Крстител, оваа прилика сакам да искористам да позбруваме малку за големината и значењето на овој празник. Отсекувањето на главата на светиот Јован Крстител е еден од големите 15 христијански празници од есенскиот циклус, кој што е непроменлив празник и секогаш го прославуваме на 11 септември по стариот стил, по стариот календар. Светиот Јован Крстител или светиот претеча е навистина многу почитуван светител во православната црква. Тој уште е братучет на нашиот Бог и Спасител Исус Христос, а според Евангелието на Лука дознаваме дека и тој е човекот кој го крстил нашиот Бог и Спасител во реката Јордан. Светиот Јован Крстител навистина бил многу почитуван уште во првите векови на христијанството, а и до ден денес нашата света православна црква го прославува како светец, како маченик и како пророк. Во исламот пак го празнуваат само како пророк. Светиот Јован Крстител постојано ги проповедал позитивните животни принципи и жестоко го критикувал неморалот, лагите и развратот. Во тоа време во Римското царство го достигнале својот врв. Посебно на удар на неговите критики бил управникот на Галилеја Ирод Антипа. Тој бил синот на стариот Ирод, кој што наредил да се заколат сите деца во Витлеем во времето кога требало да се роди нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Ирод Антипа бил оженет со ќерката на еден арапски кнез по име Арета, но тој ја истерал својата законска жена и се оженил со својата снаа Иродијада, жената на својот брат Филип, кој уште бил жив. Иродијада со себе ја довела и својата ќерка од првиот брак Саломија. Тоа не го дозволувале ниту законите на Мојсеја, а Јован жестоко го критикувал и во секоја прилика кога имал и укажувал дека не личи да ја земе жената на брата си. Особена лута и осветолюбива била Иродијада и таа чекала прилика да му се освети на светиот Јован Крстител. Еднаш кога Ирод организирал прослава на својот роден ден со присуство на мноштво народ, меѓу кои најверните државни првенци, и кога обилно се пиело вино, кога се играло и пеело, одеднаш се појавила Саломија, ќерката на Иродијада, која што со својата игра толку го занела Ирод, што тој и ветил дека во тој момент
ќе исполни секаква желба, ќе даде се што ќе посака, па дури и да се работи за половина од неговото царство. Саломија не знаела што да посака, па отишла да се посоветува со својата мајка. Па косната мајка пак, што долго го чекала овој час, веднаш и рекла да ја побара главата на Свети Јован Крстител. Кога Саломија тоа му го соопштила на Ирод, тој се изненадил, но ветувањето дадено пред многу народ го обврзало и морал да го исполни. За кусо време девојката ја имала на послужовник главата на Светиот Јован, која ја предала на својата мајка. Според преданието, телото на Светиот Јован го зеле неговите ученици и го погребале, а главата ја зела Иродијада, која ја закопала во дворецот на Ирод, плашејки се наводно да не може да воскресне Светиот Јован. Евангелистот Лука, кој посакал да го пренесе Јовановото тело од Севастија, во кое што големиот пророк бил убиен од царот Ирод во Антиохија, родното место на Свети Лука, успеал да ја пренесе само едната рака на Свети Јован Крстител, која што во Антиохија се била чувана се до 10 век. Потоа била пренесена во Цариград, но во времето на турците исчезнала од таму. Според преданието, во следните години, некој богат човек се замонашил во Елеонската гора, па по неколку години сакал да прави своја келија на местото во дворецот. По започнувањето на ископувањето, тој ја пронашол главата на Светиот Јован. За раката пак на светителот се раскажува дека секоја година на денот на неговиот спомен архирејот Антиохиски ја изнесувал пред народот. Понекогаш таа рака се јавувала расширена, а понекогаш згрчена. Во првиот случај, кога била расширена, означувала родна и богата година, а во вториот случај, кога била згрчена, за неродна и неплодна година. Но нашиот Бог не ги оставил злосторниците и наеднаш ги стигнала Божјата казна. Кнезот Арета, за да ја измие честа на својата ќерка, удрил со војска на Ирода и го сотрел до земја. Поразениот Ирод бил осуден од кесарот римски Калигула на прогонство, и тоа прво во Франција, а потоа во Шпанија. Како прогонети, Ирод и Иродијада живееле во беда и понижување, во кое се вели се додека земјата не се отворила и не ги проголтала. А Саломија, пак нивната ќерка, загинала со зла смрт на реката Синокрис или Сула. Смртта на Свети Јован се случила пред Пасха, а празнувањето на 11 септември е востановено поради тоа што на тој ден е основана црквата што ја подигнале царот Константин и царица Елена на неговиот гроб во Севастија. Во таа црква се положени и моштите на учениците Јованови, Елисеј и Адви. Нека нашиот Бог и Спасител по молитвите на светиот пророк, претече и крстител Јован, на сите нас ни дарува и телесно здравие и духовно спасение сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Оваа прилика, драги браќа и сестри, сакам да ја искористам и да ве поканам утре сите вас на света божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што сите заедно уште еднаш ќе се помолиме и на Мајката Божја и на Светиот Јован, а и ќе се помолиме и за почеток на новата школска година на Bible School во нашата црква за нашите дечиња. И за сите нас Господ Бог да не дарува и да не приумножи со здравие и спасение на нашите души. Уште еднаш нека е за многу години и да сте ми од Бога благословени. Амин. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување.
Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Гуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Почитувани парохијани, на 18 септември 2022 година, нашата Света Црква, раѓање на Пресвета Богородица, ве поканува сите заедно да го прославиме нашиот патрон и голем празник, раѓањето на нашата Пресвета Богородица. По тој повод ви доставуваме и програма. Света архиерейска литургија со почеток во 10 часот и 30 минути. Прережување на кумскиот колач од овогодишните кумови Љупчо и Љубица Штакле. Избор на нови кумови за 2023 година. Банкет во нашиот културен центар. Повелете, сите сте добродојдени на нашиот патронен празник, а воедно и јубилеј 20 години од осветувањето на новиот храм 2002-2022. За информации и резервации контактирајте го менаџерот Тони Серафимовски на телефон 586 731 40 50. Хармоника и гитара, дајте една песна стара, се дозори да се пее. Па да дојде друштво старо, да налее чаши вино, љубов да се разлее. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша весела, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина, тука ние се радуваме, да ги наши си лекуваме. Македонки моми да заиграт, да запеат, душа да развеселат. Срце сака да е живо, само така му е фино, спомени да живеат. Дајте, браќа, вино, музика, да се пее, да се заигра. Песна наша е највесела, во кафана живот минува. Дајте, браќа, вино, музика, нам кафана ние судбина.
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Советот на општина Тетово ја одржа првата конститутивна седница која ја водеше најстариот член доктор Радко Давидовски од ВМРО ДПМН. При тоа беа избрани председател и членови на верификационата комисија, а беше формирана и комисија за мандатни прашања, избори и именувања. Со мнозинство на гласови беше реизбран Бесар Дурмиши за председател на Советот. Денеска се одржува првата конститутивна седница на Советот на општина Тетово. Тука беа присутни 30 советници, од кои 16 гласа за да бидам председател на Советот на општина Тетово и 14 гласа воздржани. Очекувам овој совет да биде конструктивен, да работи и да донесува сите одлуки за доброто на граѓаните на општина Тетово. Сега немаме време за чекање, имаме многу работа, имаме многу извештаи што не се поминати. Одма во втората седмица кога ќе ја закажам, ќе ги поминеме сите за општината да може да функционира. Ја посакувам овој совет да биде функционален, да биде функционален и сите одлуки што ќе ги донесе, да ги донесе за доброто на граѓаните. Значи од секторот за комунални дејности, сите училисти завршните сметки, завршната сметка на општина Тетово, ребалансот, има многу проекти што не се поминати. Одма во третата седница, значи во месецот септември и октомври, очекувам сите овие проекти, сите овие документи, сите овие извештаи да ги поминеме за да можат и предпријатите да работат и општината да функционира како што треба. Минатиот совет немаше превод на македонски. Дали сега е обезбедено за ова? Тука треба да се види во ребалансот или во новиот буџет кога ќе го планираме за идната година да се делуваат, предвидат средства за да се стават и тој проект да се купуваат, како да кажу, да се купуваат елементи што треба на македонски јазик да се преведе. Од опозицијата велат дека ќе бидат коректив на мнозинството, односно ќе ги поддржуваат проектите кои се добри за граѓаните, додека ќе бидат против проектите кои не се во нивен интерес. Прво да им честитам избор на сите советници во Советот на општина Тетово и да им посакам успешна работа. Ние како советничка група на Социјалдемократскиот сојуз во Советот на општината Тетово ќе делуваме конструктивно, ќе бидеме конструктивна опозиција, ќе ги поддржиме сите проекти на мнозинството кое ќе веруваме дека ќе бидат во интерес на сите граѓани, а напротив ќе бидеме против за она што мислиме дека ќе биде против интересот на нашите граѓани. Советот на општина Тетово се состои од 31 член од 6 партии, 12 советници од Движењето Беса, 11 од Демократската унија за интеграција, 4 од ВМРО ДПМН, 2 од СДСМ и по еден советник од Алтернатива и од Демократската партија на албанците. Вонредните избори за членови на Совет на општина Тетово се одржаа на 20 август, откако претходниот состав не успеа во законски предвидениот рок да ја донесе и усвои завршната сметка за работењето за 2021 година. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце.
Maxis Deli се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг.
da si leči i celo Skopje čašija da gleda. Otpusti me raka ako ne se bega i celo Skopje čašija da leči. Somerak besna duša da si leči i celo Skopje čašija da gleda. Otpusti me raka ako ne se bega i celo Skopje čašija da leči. Somerak besna duša da si leči i celo Skopje čašija da... Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Огредното дрво на јавното предпријатие Национални шуми се продава со 20% повисока цена откако стапи во сила одлуката на управниот одбор на предпријатието на 21 јули годинава, за која завчера беше добиена согласност од владата. Тоа значи дека ако пред некој ден еден кубик дрва од државно складиште чинал 2900 денари, сега цената за истата количина на дрва изнесува 3500 денари, објаснува директорот на јавното предпријатие Национални шуми Валентин Груевски. Пред неколку дена владата ја усвои нашата информација и овие два дена веќе, мислам од 30 август некаде, Национални шуми производите на Национални шуми се за 20% поголеми од оние што беа досега. Тоа значи дека она што сме го продавале како просторен метар заедно со ДДВ за ДАП, кој е најчесто користено дрво за огрев, од 3000 денари, сега ќе кошта 3500 денари. Што се однесува пак до приватните складишта, вели Груевски, тие сами ќе утврдуваат цената на кубик дрва во согласност со нивните трошоци. Приватните складишта ја формираат цената согласно со нивните трошоци и јавноста е запозната дека владата донесе одлука со која ограничи нивната маржа на 10%. Како тоа ќе се отрази сега во овој момент, јас не би можел да шпекулирам и не би сакал да шпекулирам. Она што можам да го кажам е тоа како оваа одлука ќе се одрази на работењето на Национални шуми. Сметам дека со оваа цена ќе стигнеме до една позитивна нула и ќе можеме да работиме како предпријатие. Во време кога има поскапа струја, но и огревно дрво, еве тетовчани како ќе се греат престојната зима. Јас сум на дрва. Имам и парно грејање, меѓутоа можеме и на дрва и си купив дрва. Ова година, ова зима, ќе се грееме на дрва. Со струја. Па на дрва. На дрва. И секоја зима се греем на дрва. Инаку пред известно време, со одлука на влада беше определена највисоката трговска маржа, односно 10% како посебен услов за трговија со огревно дрво од ДАП, бука и пелети за огрев. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.
sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Почитувани парохијани, на 18 септември 2022 година, нашата Света Црква, раѓање на Пресвета Богородица, ве поканува сите заедно да го прославиме нашиот патрон и голем празник, раѓањето на нашата Пресвета Богородица. По тој повод ви доставуваме и програма. Света архиерейска литургија со почеток во 10 часот и 30 минути. Прережување на кумскиот колач од овогодишните кумови Љупчо и Љубица Штакле. Избор на нови кумови за 2023 година. Банкет во нашиот културен центар. Повелете, сите сте добродојдени на нашиот патронен празник, а воедно и јубилеј 20 години од осветувањето на новиот храм 2002-2022. За информации и резервации контактирајте го менаџерот Тони Серафимовски на телефон 586 731 40 50. Sviri majstore, nešto za srce. Ova večer do zabajle da upuvame. Ajde majstore, ludo neka je. Ovoj džumbus da se pamti, da i ostane. Nina na sviri silno, ej, raspali opa, ipa. Opa, 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 Nina na igrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina na sviri silno, ej, raspali opa, ipa. Opa, 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 Nina na igrajmo me, razveseli me. Dojdi majstore, tuka pred mene. Sve što imam će ti dam, a onda ti je. Sviri majstore, noć
nasviri silno, ej, razvali opa, pipa, opa, 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 Nina, naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina, nasviri silno, ej, razvali opa, pipa, opa, 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 Nina, naigrajmo me, razveseli me. Nina, nasviri silno, ej, razvali opa, pipa, opa, 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 Nina, naigrajmo me, razveseli me. Opa, 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 Nina, nasviri silno, ej, razvali opa, pipa, opa, 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 Nina, naigrajmo me, razveseli me. Улиците на Тетово се дом за околу 500 бездомни куќиња. Поединечно, а и во Глудници внесуваат страв кај жителите, а чести се и нападите. За справување со проблемот, локалната самоуправа преку тендер го ангажираше Сдруженијето Амос Шелтер, кои со издвоени средства треба да згрижи 82 куќиња во периодот една година. Тие започнаа во јули, кога беа заловени 20 куќиња, но пред медиумите Кемал Незири од Сдруженијето за заштита на животни Хепи Шелтер изрази сомнеш за нивниот нехуман третман, поради што поднесол представки до надлежните институции за да се истражи случајот. Тоа што они го имат направено, нема, значи, ни едно правилно, ни П од правилно заловување на бездомните животни. Нас не интересира животните кои што се заловени, дали се заловени како што треба да се заловат, животните кои што се заловени кај се и дали се третираат како што треба и нивната социализација. И на крај, вдомувањето нивно. Пошто по ова што е сумизвестено од општината, од моментот на заловување до моментот на вдомување треба да има еден куп документи кои што треба да ги имат за животните. Ние бараме веќе 2 недели, ни еден одговор не сме добили, автоматски се дава по тие слики кои што се директно од нив пуштено дека сите тие куќиња моментално не постојат на овој свет. Од Сдруженијето Амос Шелтер во писмен одговор ги отфрлаат сите обвинувања, објаснувајќи дека пушката се користи при заловување на куќињата од големи чопори и таа се користи од ветеринар кој поседува дозвола. Велат дека не можат да споделат информации од згрижувачите затоа што тие се физички лица. Куќињата се згрижуваат од наши волонтери или во некој случај од пансиони во зависност од куќето и неговата состојба. Ние имаме фостери во Тетово, Скопје, Куманово и Гостивар. Ние со овој проект воведуваме нова програма за справување со проблемот на бездомни куќиња на нашата територија, односно куќињата што ги фаќаме не се враќаат на улица, туку се става микрочип на наше име и остануваат со нас се додека не најдеме соодветен дом. Од Сдруженијето додаваат дека финалниот извештај со посебен документ за секое куќе поединечно и детални информации за нивното третирање ќе биде испратен до општина Тетово. Aber doјde мајко мила за во тугина, мое мило родно место јас да оставам. Крстот сјае златно сонце овде изгрева, многу пари или душ
duša polna, što li da izberam? Nemoj mila, ne plaći, ako si zamina. Oblak sivke pomine, cveke ke rasveta. Da li ima biser večen, reka koja sol zateče, kako što je moje tetovo. Da li ima pole širno, zemlja plodna, nebo mirano, kako što je moje tetovo. Vreme projde, jas po patot, za nakaj doma. Srce mi bije i silno čuka, se vraćam od tuđina. Rano utro, jas pred porti, tuka je domot moj. Stani mila, majko stara, se vrati sinot tvoj. Jasno sonce izgreja, no godini projdoja. Pusti pari prokleti, mladost mi zedoja. Da li ima biser večen, reka koja sol zateče, kako što je moje tetovo. Da li ima pole širno, zemlja plodna, nebo mirano, kako što je moje tetovo. Da li ima biser večen, reka koja sol zateče, kako što je moje tetovo. Da li ima pole širno, zemlja plodna, nebo mirano, kako što je moje tetovo. Kako što je moje tetovo. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. По повод 78 години од бегството на политичките затвореници од Централниот областен фашистички затвор во Битола, на местото каде што некогаш се наоѓал затворот во близина на Црн мост, свежо цвеќе положија градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски, советници од Советот на општина Битола, како и представници на Сојузот на борци и политичките партии. На 6 септември 1944 година се случило бегство на политичките затвореници од Централниот областен фашистички затвор во Битола, каде што биле затворани политички затвореници од целата битолска околија. Фашистичкиот воен суд во Битола изрекол казни за над 250 учесници на народно-ослободителното и антифашистичко движење.
Над 50 од нив биле осудени на смрт со бесење, над 20 биле осудени на доживотна робија, а другите на временски казни со строг затвор од 1 до 20 години. Соочена со поразот на фашистичката власт, управата на затворот 3 дена пред капитулацијата на Бугарија била приморана да дозволи да се отворат затворските порти за околу 120 политички затвореници кои избегале од него. По бегството од затворот сите политички затвореници успешно се вклучиле во завршните операции на македонската војска за конечно ослободување од окупаторот. Ова е спомен за хероите кои несебично ги дадоа своите животи за слободата на Македонија. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Braća svirači, srce moje zapej ne plači. Život od te samo jeden i bez pesna ne vrede, pejte si te se do poslede. Život od te samo jeden i bez pesna ne vrede, pejte si te se do poslede. Zapejte rumeno vino nalejte, da go slušni me ovisi, odi od mene. Naši pesni vi je svirete, ovoj život kratko traje, što ne čeka koji da znaje, pejte, pejte, vesel neka je. Ovoj život kratko traje, što ne čeka koji da znaje, pejte, pejte, vesel neka je. Zapejte rumeno vino nalejte, da go slušni me ovisi, odi od mene. Braća svirači, dušo moja zapej ne žali, pesnata je kako žena koja nema sreća nema, sakam pesno da te izmejam. Pesnata je kako žena koja nema sreća nema, sakam pesno da te izmejam.
Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Македонија веќе достигнува рекорди по цените на лебот и на регионално балканско ниво, но тоа само ги плаши граѓаните. Стравот народски кажано е дали ќе се трпи за леб. Додека во Србија цената на лебот е замрзната на околу 29 денари, Македонија се приближува кон цените во Грција кои надминуваат 50 денари. Еве што велат тетовчани за ваквите поскапувања. Со толку големо зголемување на цените, значи народот ќе дојде ред и да трпи за леб, значи. Фактички мора нешто да се промени во државата. Сепак мислам дека лебот е нешто неопходно, така да сите колку и расте цената ќе мора да го купуваме, меѓутоа во секој случај значи поскапувањето влијае многу, се одразува врз стандардот на граѓаните. Тешко е, зима си доаѓа, не знам како ќе се надминеме на овие ситуации. За лебот па мора да се јаде. Имаш, не имаш, мораш да се снајдеш некако да се најадеш. Има луѓе што стварно немаат ни леб да купат како што растат цените, што стварно ќе патат за едно парче леб. Во ситуација кога Македонија е зависна од увоз на пченица како суровина за производство на леб, особено е важна стратегијата на државата за долгорочно планирање и обезбедување на таквите ресурси со намера и во време на криза полесно да се помине, вели професорот на Тетовскиот државен универзитет Харун Тахири. Државна рака или државна контрола треба да има на тоа, бидејќи е основен. Мислим, лебот е многу чувствено за граѓаните. Мислим, треба и бизнисот да се разбере, меѓутоа и државата да има влијание, дали со олеснителни данокот или другите субвенции. Според податоците на стопанските комори, потребите на мелничките капацитети во Македонија се околу 330.000 тони лебно жито, а произведуваме 250.000 тони. Остатокот треба да се увезе. Македонско црковно радио Македонски глас под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. visoko
сега оромомиско невестиско еј да заигра се македонско ајде заедно сите нека загрми оробергеско да се затресе се македонско од тешко од силна песна раскукала шарпанина од тешко од силна песна раскукала шарпанина раскукала Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Деновиве преку социјалните мрежи голем број лекари и медицински персонал, како и граѓани од Тетово, пишуваат пораки за поддршка на Бобан Вучевски, кој е меѓу обвинетите за пожарот во модуларната болница во Тетово, заедно со директорите Флорин Бесими и Арта Нетеми. Во своите пораки овие луѓе порачуваат дека доктор Бобан е тој што правел надчовечки напори и им помагал на пациентите за време на целата пандемија и дека спасил многу човечки животи. Доктор Бобан го запостави семејството, децата, служејќи му на народот. Присутен по 24 часа во болницата со безброј визити од глава до глава на пациентите, анализи на крв, сатурација, кислород и не знам што се друго. Одговарајќи на секој телефонски повик со смиреност и посветеност за и околу лечењето на било кој пациент. Тој беше ангажиран, ние персоналот, да бидеме безбедни и покриени со материјали, храна и вода од страна на самоволни донатори што ни ја носеа, а се што не му даваа како благодарност, тој го оставаше на маса. На Боби треба да му се даде плакета за пожртвуваност и храброст, а не да му се суди за било што, се вели во една од Facebook пораките објавена од Јовица Евковски, дел од медицинскиот персонал во болницата во Тетово. Поддршка за нашиот брат, колега, човек со големо срце. Издржи Боби, Тетово е со тебе, пишува доктор Далибор Смилевски. Доктор Вучевски е обвинет за кривично дело непостапување според здравствените прописи за време на епидемија во врска со пожарот кој се случи на 8 септември минатата година. Доктор Вучевски е обвинет за кривично дело непостапување според здравствените прописи за време на епидемија во врска со пожарот кој се случи на 8 септември минатата година. И тоа би било се во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. Ве оставам во добро здравје и добро расположение до следната сабота. Имајте убав ден! Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.